можам слободно со мирно срце да кажам дека општина Кавадарци е меѓу првите 2 или 3 општини која што е најсолвентна и нема долгови. Значи нашите долгови се движат околу 2 до 3-5 милиона денари, нешто што е секојдневие и што е секојдневен прилив на средства. Така што мислам дека идниот градоначалник нема да наследи никакви долгови спрема добавувачите, нема да наследи долгови нити спрема јавното предпријатие Комуналец, туку напротив, че може да користи 2,5 милиона евра грант од КФВ банката, од германската банка, и секако уште толку акумулирани средства од јавното предпријатие кои што се плод на домаќинско работење на директорот и на менеджерскиот тим. Слична е состојбата и со другите институции кои што не долгуваат освен оние тековни потреби, меѓутоа се јавуваат нови потреби, како што е потребата од отварање на нова градинка или градење на нова градинка, релативно добра патна инфраструктура, водовод, канализација, нов возен парк, комплетно нов возен парк на јавното предпријатие Комуналец, односно една лагодна ситуација за идниот градоначалник. И оттаму посакувам еве по завршувањето на оваа кампања и по примопредавањето на мојата функција на идниот градоначалник да му посакам да и ги надмине овие достигнувања кои што ги направивме во изминативе 2 мандати, и јас и сите институции кои што се под локалната самоуправа, и тоа да му биде репер, нашето работење да му биде репер за уште подобри и уште поголеми проекти за Кавадарци и за кавадарчани. Еден од тие достигнувања кои што никој не може да ги занемери, е тоа што во Кавадарци дојде Дрекселмаер, кој што вработува околу 3000 наши кавадарчани, а преку тоа се вработија уште многу луѓе во нивните придружнички, како што се обезбедувањето, храната за Дрекселмаер, набавките, зголемената побарувачка на леп, на вода, сокови и слично, што значи многу други компании имаа бенефит од доаѓањето на Дрекселмаер. Тоа е едната работа. Имаме сега во моментот европско ниво на невработеност, што е тенденција на сите градови во Република Македонија. Во Кавадарци изградивме најубавата црква во Република Македонија во последните неколку децении. Нели, беше претходно соборниот храм, црквата во Радовиш, меѓутоа еве и една убавица, не само црквата и не само верски објект, туку и културен, и објект кој што значи бисер и убавина на жителите кои што живеат околу урбаната заедница Љубаш, а и секако на сите верници. Трета работа го решивме водоснабдувањето, што беше деценијски проблем наназад со години. Четврта работа е патната инфраструктура, не толку во градот, затоа што ги признавам критиките околу градот, меѓутоа ние моравме да работиме и надвор од градот и да обезбедиме добра патна инфраструктура и во Витачево, и за Ресава, и за Бегниште, и за Дреново, и за многу други села, независно од тоа што таму живеат многу малце луѓе. Затоа што, да подсетам, Кавадарци е втора по големина територија во Република Македонија. Имаме 3 или 4 пати помали по територија општини во Република Македонија, на кои што му е многу поедноставно, нема толкова патна мрежа како што има Кавадарци. И ако не го направивме тоа сега, во изминатиот период, никогаш немаше да се направи, затоа што знаете дека овие патишта и патни правци кои што претходно ги спомнав, долги години беа како географска карта во боја, односно крпена, лепена, па повторно крпена, повторно лепена и така натаму, и изгледаа патиштата, поготово во Витачево, на една стара географска карта. Сега имаме Швајцарија кога е во прашање патната инфраструктура. И пета работа која што би ја одвоил, тоа е што Кавадарци, според некој независен портал кој што испитувал, е најпосакуваното место за живење после Скопје во Република Македонија. Повеќе од тоа, здравје.